Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Американскиот претседател Барак Обама повторпат во последниве 2 дена ќе ги свика конгресните лидери во Белата куќа во обид да најде решение за владиниот буџет, што е услов владата да остане отворена за работа. По вчерашната средба тој рече дека е неприфатливо републиканците и демократите да не постигнат договор. Со ова ги започнуваме вестите. Владата е отворена благодарение на серија привремени финансирања уште од почетокот на тековната фискална година на 1 октомври. Најновото истекува во петок. По вчерашната средба во Белата куќа претседателот на представничкиот дом републиканецот Џон Бејнер и водачот на демократското мнозинство во Сенатот демократот Хари Рид повторно се сретнаа во обид да го решат несогласувањето. Колкаво треба да биде буџетското скратување. Претседателот Обама е против уште едно привремено финансирање, освен доколку законодавците не постигнат суштинска спогодба и рече дека таа е потребна за да не се доведе во опасност економската обнова на земјата. Републиканците тврдат дека не сакаат затварање на владата, но дека мораат да се воведат радикални кратење на буџетот за да се намали дефицитот. Белата куќа и конгресните водачи се обидуваат да скратат најмалку 33 милиарди долари од буџетот тежок преку 1,3 трилиони долари. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс е во Судиска Арабија на средба со кралот Абдула за серија политички немири што ги зафатија Блискиот Исток и Северна Африка. Ова е трета посета на Гејтс на регионот во последниве месец дена. Гејтс и Абдула треба да разговарат за политичките промени во регионот, договорот за оружје вреден 60 милиарди долари и плановите за подобрување на одбранбениот ракетен систем на Саудиска Арабија. Американската влада во извештај до Конгресот го критикуваше Пакистан дека заостанува во борбата против Ал-Каида и талибанските милитанти од својата страна на границата, како и дека нема јасен пат како да ги пораси. Од друга страна, во документот се наведува дека американските операции во Авганистан бележат напредок, без оглед на тоа што тој се уште е кремок. Опасноста мина. НАСА соопшти дека парчето вселенски отпад, остаток од уништен кинески сателит што се движеше во правец на меѓународната вселенска станица, не предизвикало никаква штета. За секој случај, екипажот беше подготвен да се засолни во руската капсула Сојуз, доколку парчето скршнеше од предвидената патека на околу 5 километри од станицата. Компанијата SpaceX најави дека наредната година ќе изврши тестирање на ракетата Falcon Heavy, што би можело да понесе 2 пати повеќе од оние што се употребуваа за лансирање на Space Shuttle леталата кои наскоро заминуваат во пензија. Основачот на компанијата Елон Маск вели дека ракетата е дизајнирана така не само да орбитира околу Земјата, туку и да се обраќа до месечината или Марс. Барак Обама понеделникот и официјално ја започна кампањата за уште еден мандат во Белата куќа. Аналитичарите и гласачите со интересни коментари за тоа што може да биде пресудно, дали тој и во наредните 4 години ќе биде на функцијата претседател. Аналитичарите прогнозираат дека Обама го чека тешка задача, од ситуацијата во Либија до буџетскиот дефицит и забавената економија. Стивен Хес од институцијата Brookings коментира. Следните избори најмногу ќе зависат од вработеноста во Соединетите Американски држави. Обама треба да ја убеди јавноста. Гласот на Америка не требаше да појде далеку на улиците за да најде на скептицизам во непосредна близина на Белата куќа. Најави промени, но јас не гледам многу од тоа. Ако не се појави некој друг, ќе гласам за Обама. Ваквите гледишта се одразуваат и во месечната анкета на Универзитетот Квинипек. Обама има најнизок рейтинг од како стана претседател, вели анкетарот Питер Браун. Половина од гласачите, 50%, велат дека Обама не заслужува втор мандат. 41% повторно би го дале гласот за него. Штабот на Обама ги поднесе потребните документи до Федералната изборна комисија и сега може да почне да собира донации. Во штабот се надеваат дека ќе бидат собрани рекордни 1 милијарда долари до изборите во ноември 2012.
Постреотното цунами и хаваријата во јапонската нуклеарка Фукушима, што во јавноста создаде бранови од страф од радијација, американските научници работат на нов лек, наречен X-RAT, кој треба да спречи и регенерира оштетување на човечките клетки од сите видови на зрачење. Што доколку се најде лек што не само што ги штити луѓето од опасното ниво на радијација, туку и ги заздравува оние кои биле изложени на неа. Рамеш Кумар е извршен директор на американската медицинска истражувачка компанија Онконова, која во моментов работи на такво нешто, под работен наслов X-RAT. X-RAT е ефикасен лек во спасувањето на оштетените човечки клетки од радијацијата. Може да се земе еден ден пред или по изложеност на радијација. Ендрю Хав, портпарол на Истражувачкиот институт за радиобиологија на вооружените сили на САД, наведува дека Пентагон е во интензивна потрага по третман против последиците на радијација. Мора да мислиме на поголемиот број луѓе во случај на нуклеарен тероризам, како ќе се справиме со радијацијата при нуклеарна детонација. Пентагон и Онконова токму затоа соработуваат на X-RAT. Досега изведовме клинички тестирања на луѓе и се наоѓаме во фаза на испитување на животни, пошто ќе може да добиеме одобрение. Лекот би можел да се користи пред или потоа, да се внесува со инекција или орално. Кумар сепак наведува дека X-RAT нема да биде достапен уште најмалку 2 до 3 години. Во меѓувреме, владени официјални лица ја предупредуваат јавноста да внимава на растечкиот број на лекови против радијација на интернет, што тврдат дека се чудотворни. Утре во News Flash, животот на ромите во САД споредено со Европа. Прв дел од серијата на Гласот на Америка по повод 8 април, меѓународниот ден на ромите. За ова во утрешната емисија. Утре во News Flash и предности и слабости. Ромите во културната разновидност на САД. Гледате во утрешен News Flash. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.